Статистиките велат дека на крајот на 2022 година на светско ниво имало околу 39 милиони луѓе кои живееле со ХИВ, од кои 2/3 во африканскиот регион. Ова се податоци од Светската здравствена организација. Македонија е земја со ниска преваленца на ХИВ. Од 1987 година до 30 ноември 2023 се регистрирани вкупно 632 случаи на ХИВ-СИДА, а само во 2023 50 нови случаи. За ХИВ и СИДА се знае веќе повеќе од 40 години. Медицинскиот напредок е голем, но за жал има се уште голем број на граѓани кои поради незнаење и поради несигурност стигматизираат. Во пресрет на 1 декември, Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА, ние ова утро во Македонија наутро со извршниот директор на Сдруженијето Пуселни Андреј Сених и Анита Манева, која е програмска координаторка, под лупа ставаме неколку митови во врска со оваа здравствена состојба. Посакувам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Ги споменаваме светските статистики, меѓу другото споменавме и дека Македонија е земја која што се уште има ниска преваленца на ХИВ. Тоа е добрата информација во сево ова. Така. Како земја имаме релативно низок број на случаи, но тоа не значи дека немаме проблем. Проблемот се состои во тоа што знаеме дека таа епидемија на ниско ниво од ХИВ постојано се перпетуира себе си, постојано имаме генерирање на нови инфекции со ХИВ и се предпоставува според проценки кои што ги правиме заедно и со Институтот за јавно здравје и со надворешни експерти во континуитет неколку години, се предпоставува дека во секој даден момент бројот на инфицирани луѓе кои што не се диагностицирани се уште, значи кои што не се свесни за својата ХИВ инфекција, некаде се движи помеѓу 100 и 200 лица во Македонија, и тоа е знак дека како земја се уште не се приближуваме до таа глобална светска цел до 2030 година да ставиме целосен крај на ова здравствено прашање како јавно здравствен проблем. Така. Тука се поставува и прашањето што се случи. Пред еден месец се реагиравте на намалениот буџет. 90 милиони денари изнесува за 2025 година. Ако зборуваме за овие превентивни активности, како здружение излеговте со податоци дека тие пари се доволни само за терапија. Што се случи? Добивте ли одговор од надлежните? Едва и доволни за терапија. За жал, програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција за следната година во моментот е скратена од во споредба со оваа година кога изнесува 100 милиони денари, за следната година се предвидени 90 милиони денари, што е нелогично, бидејќи нормално очекуваме одреден број на новодиагностицирани пациенти кои што ќе треба да почнат со терапија. Оваа програма, секогаш подсетуваме, специфична по тоа што истовремено е куративна, преку неа се обезбедува терапијата, меѓутоа истовремено тоа е единствената програма за превенција на ХИВ која што ја имаме во земјата, која што повеќе од 20 години функционира и покажала своји резултати во одржување на спречување на поголема епидемија. За жал, па во нашиот регион, да, апсолутно. За жал, како што растат трошоците за терапија, бидејќи луѓето благодарение на терапијата, на антиретровирусната терапија, живеат нормален долг живот, не умираат од ХИВ инфекција веќе одамна. Така што бројот на пациенти се зголемува, трошоците за терапија се зголемуваат, а сето тоа е за сметка на превенцијата. Значи, како земја постојано ја намалуваме превенцијата и веќе таа за следната година стравуваме дека може целосно да биде укината. Тие средства кои што моментално се предвидени во буџетот, се надеваме дека ќе се коригираат, имаме одредена комуникација со институциите, мислам дека проблемот од нивна страна е согледан, но се уште немаме одговор дека ќе биде коригиран на соодветен начин. И ако имаме предвид дека ХИВ вирусот е една од глобално главните јавноздравствени проблеми, тогаш сосема разбирливо е зошто здравствените системи во светот го ставаат и превенцијата, но и терапирањето на врвот на светските приоритети. И ако пред малку ова го кажавте со Вани, заклучивте дека имаме помал буџет, тогаш логично се поставува прашањето каков е квалитетот на животот на нашите граѓани со ХИВ. За среќа досега терапијата за ХИВ се обезбедува во континуитет. Во моментот мислам дека има нешто над 430 пациенти кои што се лекуваат редовно на клиниката за инфективни болести. Генерално едно лице со ХИВ кога е навреме откриено апсолутно може да очекува сосема добар квалитет на живот, нормален животен тек и животен век.
Се разбира, одреден процент од луѓето, особено кога станува збор за доцна откриени случаи, може да се соочат со сериозни компликации, па дури состојбата да заврши и со смртен исход. Меѓутоа, тоа сето може да се избегне доколку луѓето навреме се тестираат и навреме почнат со терапија. Во однос на намалениот буџет, една работа што сме должни како Здружение за поддршка на пациентите со ХИВ да ја истакнеме, тоа дека за жал 35%, значи 1/3 од вкупниот број пациенти, за жал поради ограничениот буџет, се уште се лекуваат со лекови кои што одамна не се препорачани, бидејќи имаат одредени несакани ефекти кои што може да го нарушат квалитетот на живот. Антиретровирусна терапија, да го објасниме тој момент. Нема лек, меѓутоа има терапија. Што значи тоа за пациентите, за пренесувањето на други лица на овој вирус? Терапијата, да ги разбиеме методите и фактите. Терапијата е таблетарна за ХИВ, најчесто во пракса тоа за едно лице со ХИВ значи една таблета еднаш во денот или можеби 2 до 3 таблети еднаш до ретко 2 пати во денот, нешто слично како други хронични терапии, дали е, не знам, висок крвен притисок или нешто слично. Терапијата делува врз вирусот, таа го спречува во неговото размножување, го оневозможува да го заврши својот циклус на размножување и во тој случај кога лицето е под терапија, вирусот, неговото количество во крвта се намалува, а имунитетот на човекот сам од себе се регенерира, закрепнува и понатаму организмот функционира нормално, се додека лицето ја прима терапијата, која што во овој момент се уште е терапија која што треба да се прима доживотно. Так. Пред малку, да, сакам да се надобрзам многу што го спомена Ване во однос на митовите и фактите. Пред малку и колешката Анита со својата соговорничка зборуваше за стигматизацијата која што за жал се уште ја има и која што од друг аспект влијае на квалитетот на животот на граѓаните. Колку во тој контекст ни е неопходна едукацијата. Ние во утринската програма тоа да речеме го правиме во континуитет, не само во очи или на денот, но колку треба да биде дел од образовниот систем, колку треба да ги учиме децата од мали, да знаат и да се заштитат, но од друга страна и како да се однесуваат. Емпатијата е многу клучен момент во целата оваа приказна. Исклучително е важно и за ХИВ како заболување, како здравствена состојба. За жал, само ќе додадам, ние живееме во општество кога го подготвувавме разговорот, има луѓе со карцином на кои што им е страф од стигма да откријат дека имаат карцином, да не зборуваме за овој вирус. И токму тоа, да, и јас сакам да го кажам, дека не е само ХИВ. ХИВ е еден пример, навистина пример со сите оние мишани што велиме, како една состојба здравствена може да биде стигматизирана во општеството. И тоа е исклучително. Да, го видовме исто така во ковид, нели, тој страф и паника и непознавање создава стигма која што не е оправдана. Токму затоа јас би оставил можеби колешката Анита да сподели какви активности ние спроведуваме. Да, се разбира, клучно е овие содржини да бидат соодветно застапени во образованието, не само ХИВ, другите сексуално преносливи инфекции, исто така се исклучително стигматизирани. Кога имаме стигма, ние како општества потешко се справуваме со тие здравствени проблеми, бидејќи луѓето од страв не одат да се диагностицираат, не одат да побараат терапија и тоа возможува, особено инфективните заболувања, понатаму нели да се пренесуваат. Значи стигмата нас ни е исклучително голема пречка во справувањето и искоренувањето на овие здравствени проблеми. Анита, може сексуалното образование да го решува? Во некој аспект? Да, секако. Би можела да го решиме доколку има волја за тоа, доколку од одговорните власти има сериозна заложба и желба да се направат корените промени уште од мали години во рамки на образованието, бидејќи токму стереотипите и тие неоправдана стигма коренот излегува од там, уште од мали нозе, кога имаме отсуство на релевантни извори и на правилни информации во врска со инфекцијата, со преносот, начините на пренос, лекувањето, достапноста на терапијата и така натаму. Ајде малку да бидеме попластични, бидејќи спроведувате кампањи, да направиме на една минута и кампања во телевизија. Доаѓа лице, му се диагностицира вирусот, почнува да прима терапија. Што тоа значи и за него, но и за околината? Значи дека од здравствен аспект
ако е, да речеме, навреме откриено, во многу догледно кратко време, во рок од неколку недели до неколку месеци, неговата состојба во однос на ХИВ инфекцијата ќе се стабилизира и во рок од 3 месеци вирусот ќе биде целосно потиснат до едно ниво кое што го нарекуваме недетектабилно ниво на вирус. Понатаму, закрепнувањето на имунитетот и враќањето негово во нормална функција е индивидуална работа, индивидуално прашање, меѓутоа секако се очекува во рок од неколку месеци состојбата целосно да се нормализира. Важно е да спомнеме дека кога вирусот е потиснат, тој исто така не може да биде пренесен по сексуален пат на сексуалните партнери, дури ако се случи незаштитен сексуален однос. И ова за да го илустрираме, еве да речеме во последните 5-6 години во Македонија имаме 14 дечиња родени од родители каде што едниот партнер, дали мајката или таткото, биле ХИВ позитивни без другиот партнер да се инфицира и се разбира без детето да му биде пренесена ХИВ инфекцијата. Значи тоа е моќта на терапијата. Тука уште една стигма рушиме дека само геј луѓето може да го имаат овој вирус. Самиот овој податок, убав податок, бидејќи 14 новороденчиња. Така е, да. Сега останува оној, реков, значи од здравствен аспект состојбата ќе се менаџира оптимално, меѓутоа останува проблемот со стигмата, тие одлуки во однос на тоа како да кажам на семејството, како да кажам и кога да кажам на партнерот, дали да кажам кога одам на заболекар и така натаму, остануваат бидејќи луѓето континуирано се соочуваат со такви проблеми поврзани со стигмата. И тука, Анита, и вие имате сериозна задача како програмски координатор, сето она што се однесува на едукацијата да го спроведете на дело и да дојде поблиску како информација до граѓаните. Со какви активности ќе се одбележи 1 декември? ХИВ не ме прави помалку човек, тоа читам, тоа е пораката годинава на кампањата. Бидејќи една од стратешките цели на Сдруженијето е да се даде придонес кон намалување на бројот на лица кои што не се свесни за својот ХИВ позитивен статус, да се стави крај на епидемијата со ХИВ. Имаме низа активности во оваа програмска област, така што кампањата за подигнување на јавната свесност е една од нив. Оваа година под тој слоган ХИВ не ме прави помалку човек, кој што има за цел, односно комуникацијските активности ќе бидат насочени кон подигнување на јавната свесност за ХИВ, кон предизвикување на стереотипите, на предрасудите, со цел да се поттикне поддршка, солидарност и емпатија кон луѓето со ХИВ. Бидејќи и нашите искуства, како и истражувањата покажуваат дека и тоа како има стигма и дискриминација во сите пори на нашето општество, а особено и вклучително и во здравствениот сектор, ние имаме навистина широк терен за работа во овој дел и затоа ова година се одлучивме да ја акцентираме стигмата и дискриминацијата во нашата кампања и да насочиме кон општата јавност. Така што визуелите и концептот, брендингот на оваа кампања го разви Сдруженијето маркетинг агенцијата Конект доброволно и тие визуели во суштина што веќе ги имаме тука донесено представуваат рачиња кои што се символика за солидарност и поддршка и кои што се еден вид противтежа на стигмата и дискриминацијата, кои што повикуваат еден вид повик за акција, сите заедно да придонесеме кон едно инклузивно поддржувачко општество каде што сите луѓе ќе се чувствуваат еднакви и нема да бидат дискриминирани по основ на здравствен статус. Бидејќи во оваа кампања имаме повеќе елементи, да не губам многу време да не го одземам делов, имаме повеќе активности меѓу кои што тие 15 митови што ги споделуваме на социјалните мрежи, исто така овие постери, инсталации ќе ги поставиме на неколку стратешки места во градот да дојдат поблиску до граѓаните и имаме еден настан кој што е еден вид на пригоден настан за одбележување на Светски ден на СИДА и 15 годишнина од постоењето на Сдруженијето, кој што е еден вид на аукција на 20 дела, добротворни дела, кои што се дизајнирани од страна на студенти од Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет, кој што ни ги донира за да ги вечерта на аукција да ги продадеме, за да собереме средства за поддршка на 20 на луѓе кои што живеат во исклучително висок социјален ризик, да ги поддржуваме во текот на годината. Така што само уште да спомнам дека кампањата е во рамки на кампањата за донирање поддржана од Конект, спроведена од Конект, поддржана од УСАИД. Ни занесовте чоколад, ќе ви ги земеме. Колку има? 4, вкупно по 2. Така, 5 има, одлично, 5 луѓе сме во студио. Ви благодариме многу, посекуваме успешна кампања, малку и да се насмееме на крај, бидејќи
Ако зборуваме за свесност, да почнеме и од здравствените работници. Ако некој завршил медицина, треба да ги разбере овие работи, барем од тука да почне не стигматизацијата. Ви благодарам за гостувањето, тука сме да ги следиме вашите активности. Благодариме.